Најпрво би сакал да се заблагодарам на претедникот Пишев што дојде и лично сакаше да ни ги презентира новите мерки, да ги речеме, од владата, новите заложби на владата, за да обезбедат средства во овие кризни, турбулентни времиња, за да може ние, деловните субјекти, да функционираме и во услови на криза, да можеме да имаме пристап до ефтини средства, што сигурно многу ќе ни помогнат во овие кризни години. Како деловен субјект, како се справувате во услови на една економска криза? Колку мерките на владата помагаат да се справувате со таква економска криза која ја зафти не само Македонија, туку и Европа? Па ние како деловен субјект во сферата на градежништво се наоѓаме токму во таа сфера кај што владата, да не кажем, го гаси пожарот со кризата. Така да ние не чувствуваме некој сериозен притисок од самата криза, бидејќи ако нешто функционира во последните години во Македонија, тоа е градежништвото. Како фирма имаме континуиран раст и годишно околу 20% имаме зголемување на обемот на работа, така да средствата ќе ни требаат само за да продолжиме со тој тренд. Така и од антикризните мерки, дали сте задоволни со работката со ресорните министерства? Па секако дека соработката е на многу високо ниво со министерствата кои што имаме. Секогаш се тука и претениците од нашиот регион, кога има некои посебни проблеми, ако има да можете да ни помогнат некаде, така да можеме само да искажеме задоволство и тоа и благодарност. Благодариме на господинот Пишев што ја посети нашата фирма. Можноста која што ни се нуди со новиот начин на финансирање од страна на владата за нашата фирма ќе има огромно значење, имајќи во предвид ја целокупната ситуација со која што се соочува економската, имајќи во предвид целокупната ситуација со која што се соочува европската економија, така и нашата фирма има проблеми во ликвидноста и тоа ќе биде од многу големо значење за финансирањето на нашата фирма, имајќи во предвид дека тековната ликвидност ќе добие на сила со таа поддршка од страна на Македонската банка за поддршка и финансирање и за тоа сме многу благодарни. Нашиот менеджерски тим во понеделник веќе ја започнува процедурата за отпочнување и добивање на средства за таква финансиска поддршка на нашата фирма. Токму во таа насока е моето следно прашање, како успеавте досега да се справите со економската криза, колку владата успеа со антикризните мерки да го ублажи ударот од оваа економска криза? Па добро, секако ударот од економската криза е ублажен. Ние како менеджерски тим секогаш се трудиме да се прилагодуваме на целокупните трендови, преку намалување на трошоците на производство најпрвин и втора работа е преку сигурност на нашите побарувања од страна на купувачите, имајќи во предвид дека сме 90 и повеќе посто извозно ориентирана компанија, сите наши побарувања од страна на купувачите се осигурани, се обезбедени со банкарски инструменти за наплата. Сега за сега не сме имале проблеми. Нашата фирма успешно се соочува со сите предизвици. Се надеваме дека така ќе биде и во иднина, а имајќи ја во предвид и оваа можност која што денеска господинот пратеник Пишев ни ја презентираше, ние сме се повеќе оптимисти дека лошите времења се зад нас и дека нашата фирма и понатаму успешно ќе се справува со сите оние работи кои што ги наведуваат и економските трендови. Значи не застануваме, продолжуваме и понатаму. Како што реков минатата недела, секој мој петок ќе биде во посета на струмичките предпријатија фирми. Но, како што знаете, вчера работеше парламентот, така да не бе во можност. И еве денеска ја искористив таа можност. Бевме во посета во фирмата Жикол и денеска овде во фирмата Металопромет. Најпрво сакам да се заблагодарам на гостопримството и во фирмата Жикол и во фирмата Металопромет. Од моја страна беше презентирана програмата што владата беше доставено во вторникот до Комисијата за финансирање и буџет, каде сите партии едногласно дадовме виза за одобрување на новите 100 милиони евра од Македонската банка за поддршка и развој, така да во среда на пленарната седница во парламентот на второто читање помина. Сега уште некои административни работи, значи излегување во службен весник и стапување во насила. Значи апел упатувам до сите правни субјекти на општина Струмица да аплицираат, преведејќи во оптех се 100 милиони евра, 100 милиони евра за основни средства, подигање
на ликвидността, исто и за обратни средства. Доколку на некои фирми им се потребни обратни средства, исто така можат да аплицираат, а воедно и за нови инвестиционни проекти. Значи исто така може да аплицираат. Значи владата начело со наши премиер Никола Груевски не застанува, одеме понатамо и овие 100 милиони евра доколку бидат потрошени, значи ќе одеме на нова транша, пак на нови 100 милиона евра, се во развој на малите и средните предпријатија во Република Македонија.